Добро вечер. Вечерва е последното представување на кандидатите за овие локални избори и нашиот избор е општина Аеродром. Таа е во потрага по својот 6-ти градоначалник. Настана по последната измена и територијалната поделба во која произлезе безмалку од границите на општината Кисела Вода. Приближно 80.000 луѓе кои што всушност од домакинствата имаат 30% повеќе стамбени единици. Тоа воопшто не е сигнал дека урбаната интензивна градба во Аеродром можеби треба да закочи. Општината се уште го бара својот идентитет, дури и општинската зграда е подстанар. Нема содржина поради која друг кој живее надвор од општината би одел кон Аеродром. Фреквенцијата која поминува низ едно тесно грло носи цела една општина од приближно 80.000 жители кон центарот на Скопје. Тоа се утринските танталови маки. Попладне тоа е конвој во друга насока. Времето кој жителите на оваа општина го губат за да можат да функционираат и работат, интензитетот на урбаното средување на општината, упатуваат на заклучок дека скоро ништо од инфраструктурата што треба да потпре таков развој на општината не се одвива со таа динамика. За сите што живеат надвор од Аеродром, тоа е мета да се отиде таму понекогаш поради надпреварот на кошаркарскиот клуб или поради некој концерт во спортската сала. Ништо друго во општината не е содржина која може да рефлектира живот кој што е затворен во општината. Тие за себе одат кон градот и се враќаат од градот. Единствената работа која нема граници, кои луѓето во оваа општина ја конзумираат без граници, се всушност загадувањето, ужасните податоци кои ги покажуваат мерните станици. Тоа не ги сопира луѓето во потрагата по избор за живење. Има 1000 приказни или причини кои можеа да бидат добра основа за интервенција на општинските власти кои ќе поставеа некакви коти. Ако се вратиме само на ветувањата од последните избори, ќе видиме дека во Аеродром, кога одлучуваат и избираат, навистина можеби веруваат дека ќе стигнат 4 нови градинки, ќе има уште повеќе паркови, ќе има нови училишта, но на крајот до следната трка повторно ќе ги слушаме истите ветувања. Тоа ќе биде приказна и вечерва. Мултифункционални културни центри, нова зграда, когенеративна централа која ќе го нахрани градот со топлинска енергија. Тоа се главно содржини кои ќе ги ветуваат, а длабоко зависат од тоа што ќе направи градот Скопје или централната власт. Охи се на нивниот раб, Линданот е тука некаде. Вардариште не е на нивната територија, но последиците од Вардариште ги конзумира во најголем дел токму оваа општина. Што се приоритетите и што мислат да сторат во следниот 4-годишен мандат? Вечерва ќе ви кажат Маријан Димитриев од Левица. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Дејан Митевски, коалиција предводена од ВМРО-ДПМН. Добро вечер. Вие вршите функцијата на градоначалник во мандат кој што на последните избори го доби Тимчо Муцунски. Така. Добро вечер. Добро вечер. Дејан Лазаревски, коалиција за успех. Вие сте член на ЛДП, но сте представник на таа коалиција. Добро вечер. Добро вечер и од мене. Александар Трајановски, коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз. Добро вечер, Александар, и за вас. Добро вечер, Оливера, вечер на и Владимир Михајловски од ТМР. Добро вечер, Владимир, и за вас. Тегледачка подршка, иначе независен кандидат. Добро вечер на сите гледачи на... Ние ги користиме официјалните податоци на ДИК, тие не велат со поддршка, велат дека кандидатот е на ТМР. Благодарам, ќе видиме прва пауза за реклами, па тргнуваме со нашата дебата. Да, почнуваме со дебатата. Моето прво прашање за сите би требало да биде тоа некакво општо место за приоритетите. Некој би рекол дека општината нема ништо значајно. Тоа е тој потек на булевари, згради кои што го знаеме. Други пак велат, па добро, може да биде и добра основа за паметна интервенција која ќе создаде хумана општина која
ќе даде паметни содржини и може да се развива во некаков друг правец. Правилата се во секој од круговите на моите прашања минута и 30 секунди, а потоа за реплика и контрреплика по 30 секунди. Ке ве замолам само некаде да бидеме пристојни, да се држиме во таа граница на тајмерот кој што ќе реагира. Маријан Димитриев, добро вечер, вие почнувате серијата на првите впечатоци. Предпоставувам дека за мандат од 4 години некако мора да се приоритизира и да се изберат главните пилари кои што треба да опишат дека една општина може да тргне кон поинаков начин на сопствено планирање, имајќи ги во предвид последиците, околностите и потенцијалите за развој на општината. Што е вашиот избор, што ќе го представите за минута и 30? Ние во последниот период гледаме, во последните неколку години, гледаме како урбанизацијата во општината е на високо ниво. Дојдовме до ситуација каде што жителите на аеродром живеат во нехумани услови. Нашите приоритети најпрво ќе бидат чиста и здрава општина. Сведоци сме дека општината во последниот период е најнечиста општина во Скопје. Ја не се ни сеќавам аеродром кога била понечиста од сега. Од друга страна го гледаме загадувањето. Аеродром е една од најзагадените општини во Скопје. Нашиот план е да го решиме и загадувањето, значи со чиста и средена општина загадувањето да биде решено, да го решиме проблемот со паркинг просторот, да ја зголемиме, ајде да кажам, културата во општината, затоа што најголемата општина во Скопје, аеродром, нема дом на култура. И како сакаме да ги промениме работите во културата. И од друга страна, знаеме дека аеродром е спалната соба на Скопје, ние сакаме тоа да го промениме. Како? Со нови проекти, односно нов технолошки парк кој што му е потребен не само на Скопје, туку и на општина Аеродром за локален економски развој на општината. Меѓу другото имаме и поддршка на мали и микро локални бизниси и предпријатија во општина Аеродром. Тоа е изградба на аеродромска чаршија која што ќе биде новото место за културни, за нечи уметници, галерии и така натаму, така да програмата ни е на целост, може би најобемна и од другите партии, за конечно да го вратиме сеајот на аеродром. Добро, конечно да го вратиме под предпоставка или голем прашалник кога тој имал некаков друг сјај, освен дека некогаш бил пристојна спална соба на младите, некогаш како наследба во рамките на општина Кисела Вода, а сега може би со потенцијал да стане повеќе од тоа. Дејан, вие со себе во оваа кандидатура ги влечете и ветувањата нормално од последниот мандат кој што го добил ВМРО ДПМН и веројатно под лупа малку повеќе сега ги гледаме вашите ветувања со еден прашалник. Добро, ако можеше, зошто не и нешто од тоа досега, и тоа лимитира, предпоставам, и вас ве обврзува за тоа што ќе ветите за следните 4 години. Да, благодарам на прашањето. И како представува еден континуитет мојата кандидатура со претходниот мандат. За жал имавме еден мандат претходно кој што го водевме, каде што 3 години имавме централна власт од СДСМ, добивме апсолутно нула поддршка, и 4 години власт на град Скопје предводена од Даниела Арсовска, каде што исто така како општина не добивме никаква поддршка, и тоа представуваше сериозна пречка во реализација на голем дел од ветувањата. За среќа со последната промена како општина добивме огромна поддршка од премиерот и од владата, и можам да кажам слободно дека веќе отпочнавме со реализација на голем дел од проектите. Што се однесува до мојата визија на аеродром, односно плановите идеите кои што ќе се реализираат во наредниот период, дефинитивно фокус ќе ставиме на загадувањето преку реализација на низа проекти кои што ќе значат намалување на аерозагадувањето. Изворите на аерозагадување се детектирани, се повеќе слојни. Една причина е загревањето на домаќинствата, заради што предвидуваме топлификација на Лисиче, Долно Лисиче, Горно Лисиче, Населба Лисиче, преку изградба на гасна когенеративна централа, забрзување на нови сообраќајни решенија кои што ќе го забрзат протокот на сообраќајот и нема да ни се случуваат оние гужви кои што ни се случуваат. Тоа е нешто што ќе го реализираме во поддршка и во соработка со градот Скопје. Воведување на нови системи на еднонасачен сообраќај во делови на аеродром, онаму каде што е најгуст сообраќајот, спор сообраќај кој што ќе овозможи жителите нормално да влизат и да излезат од своите домови. И уште многу други проекти, меѓутоа за жал поради времето не можам да ги кажам. Лазаревски, повелете. Значи, благодарам прашање пак на вас. Како што кажа и претходно тука, јас
сум како гласот на народ, кој што сум најмногу опружен со луѓе по цели денови и многу луѓе кои се жалат од проблемите кои се во нашата општина, од запуштени паркови, направени детски паркови, спортски терени кои се запуштени скроз. И проблемите кои сите се соочуваме секојдневно, тоа е со сметот, да се направат, како што рековме, подземни контейнери, тоа го имаат кажани повеќе, а мете ќе се залагаме за тоа. Многу жители во Ајродром имаат проблеми со стари згради кои немаат лифтови, кои јас сега ќе се залагам да се направат лифтови на зградите по 6 ката, на старите расипани лифтови да се поправат, реконструираат тие лифтови, реков. Исто така и рековме нека ќе се направи тука да се реши проблемот со паркингот. Ние преголем проблем имаме со тоа, се направат катни гаражи, монтажни гаражи кои мора да се направат во што поскоро време. И исто така за спортот, само се залагам да се направат спортски сали, нови, кај што ќе има каде младите талентирани спортисти да тренираат, да се спремаат, да го покажат својот талент. И исто така, што рековме, сакам да се залагам јас и за младите, студентите да се направи студентски дом, да се направи културен центар и да се залагаме за подобрувањето на ноќниот живот за младите во Ајродром, кој што е на најниско ниво. Александар Тројановски, слушам внимателно, па од се ова ќе извлечам потоа детали за следната тура од прашањата. Некои од одговорите ми изгледаат дистописки во околности кога скоро ништо не е во надлежност на општината, а треба да изгледа розово. Повелете. Оливера, вака, значи нашата програма е реална програма. Зашто? Затоа што темелиме на програмата од претходно, таму каде што и правевме, каде што имаме резултати, сакаме да го преточиме и сега. Кога ќе видиме какви беа другите програми претходно, што доби реално Ајродром, кога ќе прошедате низ Ајродром, ќе видите што се случува, кога ќе разговарате со граѓаните, ќе видите што се случува. Ние ветивме и сега во оваа програма 2 градинки, тоа го исполнивме и пред 4 години кога ветивме и кога дојдовме 2 градинки. Основно нешто ја како доктор, примерно, сите зарази сите болести, како доктор знаеме дека доаѓа тоа не безбедна и прљава средина. Прљава Ајродром попрљав не бил никогаш. Зашто го зборам ова? На Ајродром му треба зеленилата што ги имал порано. Значи бил зелен Ајродром, не е дека не бил. Значи може да се одржува. Значи тука не збориме за утопија. Ќе збориме понатака што е стварно утопија. Што ветија, а што не остварија, а што се валат на претходно. Значи ветуваат 4 градинки нема, ние ветуваме 2 градинки затоа што реално на Ајродром му се потребни затоа што има долги листи на чекање. Второ, паркиралишта. Граѓаните немаат каде да паркираат автомобили. И тука имаме решение со поставување на катни гаражи, со поставување на монтажно-демонтажни објекти, значи на еден смер, каде што може да се растеретат паркиралиштата. Исто, не е дозволиво општина како Ајродром да нема општинска зграда. Тука да се трошат финански средства, не е дозволиво да нема културен центар, еден Ајродром со 100.000 жители, да нема театар, да нема киносала, апсолутно, и тоа е предвидено програмата, ќе го образложиме понатака, се надевам. Владимир, вашите минути 30. Добро вечер на сите граѓани на Ајродром и гледачите на НТВ Телма. Ја пред се тука во Ајродром би го нагласил хуманиот аспект, ќе тргнам од себе си. Прво што ќе направам, ќе се откажам од својата плата и таа ќе ја донирам на семејства што се засегнати социјално. Понатака Ајродром сакам да ја направам да биде хумана општина. Што значи тоа? Значи во Ајродром мора прво да се изградат пензионерски домови каде што достоинствено возрастните ќе можат да си го проживеат својот дел од животот до крајот. Потоа би направил хуман аспект за кучињата скитници, за мачињата. Би направил стационар, каде што воедно би го направил тоа во склоп на еден парк, каде што ќе можат жителите да имаат овои прошетки, тие што мислат дека треба да си поиграат со животните, што се загрижени за нив, да можат да им донесат за јадење и така да тој дел би го решил со кучињата скитници и останатите животни во Ајродром. Во тој дел би било тоа. Добро. Претпоставам ќе коментираат некои од овие, дали некој бара реплика на првите назнаки или представувања или
да одиме на... Реплика само кон Дејана, овде може да биде и кон Александар, значи... Кон еден треба. Онда нека биде кон Александар, ветува тенни работи, зашто кога бевте на вас не ги направивте тие работи, а истото се однесува и за ВМРО. Значи, ВМРО владеате во аеродром повеќе од 12 години, зашто ништо немате направено? Вашата програма имате исполнето само дали 5% од низе. 90% и повеќе од програмата стојат неостварени проекти. Сега доаѓате со иста програма, ги витувате истите работи. Може да Дејан, да. Прво ќе се вратам на тоа што има го направено во изминативе години во аеродром. Комплетна канализација Горна Долна Лисиче. Нова инфраструктура. Ново училиште, нова детска градинка во районски центар аеродром. Нова спортска сала. Градиме во моментов спортска сала во Долна Лисиче за прв пат после 70 години. Градиме нова градинка со 12 занимални детска градинка Изврче. Го градиме основното училиште Блаже Конески во Мичерин. Реализираме во моментов повеќе од 20 улици на кои што се работи. Така што не би се согласил апсолутно дека не е направено. Дали има некој? Да. Контрреплика имам на ова? Да. Може. Пошто бев и јас засегнат за тоа, окей. Не, но реков ми избира Добро, на во ред. еден со реплика, да. Ај вака, во последните 4 години имате изградено нови градинки. Да, имате доградба на две градинки, а едната градинка која што ја пуштивте од времето на која се градеше на Марин, која беше СДС на власт. Во однос на школиве имате доградба на две основни школи и тоа се пари од унгарскиот кредит. Значи, доколку владата не ви даде пари, ви апсолутно не сте способни ништо да направите. Овде ќе додадам, нема време тоа. Александар, реплика кон кого? Реплика кон актуелниот ведега началник. Прво благодарам на Маријан за тоа што спомна дека средствата финансиски се обезбедени од нашата влада. Значи секогаш сме гледале да работиме во интерес на граѓаните, не е битно кој бил градоначалник и дали бил градоначалник од друга политичка партија, а ние сме биле власт. Тоа е и со тие финансиски средства кои беа за градинката, кои они сечеа лента. Мојата реплика е тоа дека во наше време се изградија две градинки, се изгради ново училиште Димитар Македонски, потполна замена на крововите на школите со енергетски ефикасни, така да тоа е мојата реплика. Значи не дека многу е мало времето да кажам што е изградено во наше време. Ова што ја имам право на контрреплика. Да, благодарам. Димитар Македонски го почнавте во време на ВМРО и не сакам да навлегувам, 8 години го градевте дека бевте централна власт. Во однос на поддршката, да, имаме поддршката од владата и нормално тоа многу значи од аспект на развој и функционирање на општините. Како општина го имаме намалено бројот на издадени одобренија за градење за 80%. Кога знаеме дека главниот извор на финансирање се комунали на општините, а ние сме ги намалиле, нормално е дека имаме влада која што ги поддржува општините во еден хуман и нормален развој. Поделбата, вие немате право. Поделбата на парите сега, бидејќи вие не разменувате некако, но за потреба на гледачите од две транши всушност од минатата година до ова, колку што разбирам, потенцијалот за повлекување на аеродром е некаде околу 15 милиони евра. Тоа не е никаква привилегија за општината. По принципот на број на жители влече секој од општините во своите проекти. Сега во анализата кој зашто ги наменува, тоа е друга приказна. Јас лично ќе ве замолам, повозрасна сум од сите вас. Терминот ме вџашува во наше време или во ваше време. Претпоставам граѓаните на аеродром сведочат на еден континуитет во кој по нешто ќе се подработи, но во основа една целина која упатува на заклучок за добри перспективи за развој и за живење, се уште не успеале да го видат. Има уште Сакам да додадам во однос не може да додадете толку и го искористите вашето право. Владимир? И јас тоа сакав да кажам, со нашите, вашите, мислам дека не е пристојно да продолжат со тие термини, зашто и други граѓани гласале за некој што имал добра програма. Тоа би било мојата реплика. Добро. Вториот круг би сакала малку по детални одговори, да речем, или понасочени одговори, кои произлегуваат од некаква обврска во која вие себе си треба да се препознаете или имате надеж дека централната влада ќе има потреба тоа да го isfinansira, дека во своите надлежности градот Скопје ќе добие менаџирање и позиција да ги разбира во подолг потек, бидејќи аеродром е една од
портите на градот од едната страна, во кој што скоро се за што зборуваме како голем проект за Скопје допира една точка од аеродром и на другата страна завршува во Ѓорче Петров. Посувам од вас, Митевски. Изредување на овие избори е пораката за власта во град Скопје, каде што разбираме дека Бас Рапид Транспорт сега е некако како една непринципиелна или фина коалиција помеѓу СДСМ и ВМРО во ветувањата дека за тоа земавме пари и мораме да тргнеме да решаваме. Тоа е можеби една од важните позиции која токму тргнува од аеродром и треба да затвори една главна жила која всушност за граѓаните од аеродром го прави главниот проблем, а тоа е новата железничка станица низ која всушност треба да помине целата општина, сите луѓе кои за своите потреби и содржини главно доаѓаат во центарот на градот. Работа, други потреби, бидејќи таа е празна од некакви автентични содржини кои може да бидат затворени внатре. Го почнувам кругот со вас. Дали тоа е носечкиот проект кој кога зборуваме како да ги ослободиме улиците, како да почнеме паметно да планираме и да се растеретиме од ова што се околности за сообраќај, кој веројатно прилично рефлектира со проблеми во оваа општина, ќе значи друга идеја и нов почеток во еден голем проект кој што ќе олесни многу и од вашите локални планирања. Бас Рапид транспортот е нешто што треба да се случува во иднина. Меѓутоа на Скопје очигледно му треба нормален автобуски превоз, вклучително и на граѓаните на општина Аеродром. Јас како актуелен градоначелник и иден доколку ја добивам поддршката од граѓаните, сметам дека Аеродром, односно Скопје, треба да има нормален, брз автобуски сообраќај. Самиот систем на концепирање на градот Скопје е концепиран на принципот на автобуски сообраќај. За жал ние немаме метро, немаме трамвај, немаме друга алтернатива на сообраќајот. Покрај брзиот автобуски сообраќај кој што е неопходен и мораме да им го понудиме на граѓаните, ние мора да создадеме услови да го растеретиме сообраќајот и со нова инфраструктура, односно нови поврзувања помеѓу аеродром и Газибаба од една страна, аеродром и центар од друга страна, односно аеродром и Кисела Вода од трета страна, мора да создадеме услови и да ги поттикнеме граѓаните да користат што е можно повеќе велосипед и на тој начин преку сублимат на мерки и активности кои што би ги реализирале да го олесниме автобус, односно сообраќајниот метеж кој што настанува во аеродром, имајќи предвид дека голем број на граѓани во исто време, како што кажавте, наутро и напладне излегуваат, односно влегуваат во општина Аеродром, како општина која што и како е спална соба, односно општина која што е за живење. Мора да овозможи на граѓаните нормални услови за функционирање. Лазаревски, додека ги слушаме ови идеи, дај да создадеме уште поголема инфраструктура, автомобилите да можат да се движат како се вели во помалку метеж. Другиот концепт кој што се заговара на одредени кандидати на овие избори е обидете се да го стесните и намалите количеството на автомобили кои што ќе одат. Дестимулирајте ги комплетно. Не ширете им, не правете им нови булевари за да се движат, туку тргнете паметно од другата страна во која повеќе шанса ќе дадете на алтернативата за превоз. Тоа се велосипедски патеки, тоа е можеби Бас Рапид Транспорт како централна жила на целиот овој потек на општини до центарот на градот и вклучително до Ѓорче Петров. И тоа е поентата. Што помалку дестимулирате да користат автобуси и понудете се квалитетно од друга страна. Кои се вашите позиции? Па, како што кажа и он, јас реков, многу голем проблем е тоа што премногу се насели аеродром. Значи, со тие згради што ги направија они претходните власти што ги направија, што дадат дозвол за толку згради, пренаселеност и све за велосипедските стази да се направат. Требаше, не знам дали ги направивте вие велосипедските стази, па после ги стопира. Треба да се направи ново како да кажам, нови улици се направат, нови мостови, како што реков јас во нашиот проект се направи нов мост помеѓу Ново Лисиче и аеродром, и се пушти мостот што е кај хотел Русија, веќе тоа да може да има поголема превозност за автомобилите.
Тоа е тоа така. Да. Трајановски. Брд системот на што го зборевме беше токму решение за овој метеж, кој беше буквално стопиран и од Даниела Арсовска. Знаеме која донесе Даниела Арсовска, тука може да се погледнеме во очи и да кажеме која донесе Даниела Арсовска, која гласеше Даниела Арсовска и кој потоа ја блокираше Даниела Арсовска. Сега повторно се става на тема брд системот, затоа што видоа дека е решение. Општина Аеродром од 2005 година до сега само 4 години имала градоначелник од нашата партија. Во сите други години се дадени над 100 одобренија за градби. Во тие 4 години се дадени 10. Во сите други се над 100. Значи, Еве, нема да го споменуваме името, ама... Не, општо зборам. Мислам дека ќе го скокнете потполно тој мандатот и мислам дека секој аеродром би сакал да го заборави тој мандат. Така, сакам да ви кажам, луѓе. Значи, ако вие направите еден тон згради, како очекувате, со што ќе очекувате тој сообраќај да се реши? Со кружни текови, кои беа ветени 8, не беше направен ни еден. Со сообраќајници, со пробивање на булевари, да, ние имаме програмата, факт е дека треба да се поврзе и аеродром со кисела вода и аеродром со гази баба. За да се растерети целата мрежа што е направена бесплански, буквално бесплански, и ние знаеме кој е најзасегнат дел од општина Аеродром. Михалевски. Пред се сакам да кажам дека доколку го добија мандатот во соработка со институциите и со градот Скопје, ти ги поддржам сите нивни добри идеи за растретување на сообраќајот во општина Аеродром. Пробивање на тесните грла, посебно што водат до централното градско подрачје. Ти ги ставам во функција сите направени мостови, довршени, недовршени, во функција, па макар од другата страна и се снојале по улиците кои не се експо пријадели. И сега зборувате за Михајло Апостолски мостот. Да, значи мостот кај Како вие би го ставиле во функција? Во функција? Би го ставиле во функција со тоа што од страната на аеродром мостот е сосема проводен. Добро. Па макар и за велосипеди. Или пешачка зона. Не кажам дека не ги носи општината одлуките, тоа е поентата. За тоа кажав на почетокот во соработка со институциите, со градот Скопје. Би ги пробил сите недовршени улици што се непробиени. Дали е тоа куќа што не е договорени, не знам понатака институциите да го решат проблемот. Би направил сите споредни улици во аеродром да бидат еднонасочни. Со тоа би се ослободиле, според наша проценка, до сега на теренот што сме излегле, преку 5000 возила, паркинг места. Би направил и уште би направил една лента за велосипеди. Третата лента на сите булевари би била за велосипеди. И со тоа мислам дека ќе ги притиснеме сите луѓе што користат возила, барам да ги заменат со точак, со велосипед. Кој бара реплика? Ја немам ништо, не ни кажав за ова, така да... Тргнавме од Дејан, просите, Маријата. Ајде вака, прво ја морам да кажам, мило ми е што и самиот Дејан кажува дека аеродром е претворен во спалната соба. Ме изненади тоа што се залага за поквалитетен јавен превоз, а Амар цела кампања го збори тоа. Многу ми е мило што овде веќе ги гледате нашите политики. Во однос на урбанизацијата. Ние денес може да видиме тотално различни работи како порано се граде во Хумано, како е денес. Погледнете само на селбата Јане Сандански со Стар аеродром. Значи, буквално во Јане Сандански имате плочници помеѓу зградите, зеленило. Аеродром, нема, Стар аеродром, тотално ништо од тоа нема, дури луѓе овде имаат проблем со паркирање. Решението во овој дел е изградба на подземни гаражи за паркирање, а во однос на урбанизацијата, јас само можам да кажам дека ќе донесеме мораториум за градење во урбаниот дел на општината, ќе направиме ревизија на сите дупови и нема повеќе да има нарачани дупови од самите инвеститори. Општината ќе биде таа која што ќе ги носи дуповите. Само така плански аеродром ќе може да се развива. Во однос на сообраќајници можам да кажам дека имаме нова сообраќајница, трета македонска бригада во Мичурин, да ја поврземе со Анастас Митрев.
целосна реконструкција на патот Горно Лисиче, Долно Лисиче, негово осветлување, поставување на тротоари и нова велосипедска патека. Значи, градоначалникот доаѓа од Горно Лисиче, секој ден минува на мостот кај Маркова река. Ја не знам како не му е срам само тој мост, две коли истовремено не може да се поминат. Дури и тоа не е направено. А проектот е направен од 2022 година за тој мост. Сите тие работи ќе ги завршиме. Реплика? Кога реков за овие утопистички кон Маријан. Кога реков за овие утопистички ветувања, се тие подземни гаражи. Право, ните направена студија дали можат подземни гаражи да се прават сега на тие згради. Второ, колку ќе кошта тоа? Колку ќе кошта општината тоа? И трето, да, нашето решение е таму да се постават катни гаражи. Слушаме. Помеѓу Владимир Комаров и Рудичевец. Има два паркинга каде што може да се поднеме катни гаражи. Зашто го зборам ова? Затоа што на народот му е преку глава од утопија. А ништо да не добиеме со тоа. Утопија може да биде само во главите на ВМРО и СДС. И те како имаме програма и начин како тоа да го направиме. Како ќе ги изведеме тие подземни гаражи со јавно-приватно партнерство со самите граѓани. Значи ќе дозволиме граѓаните да си купат паркинг место по производствена цена. А не како што е сега да купуваат по 7,5 или 10.000 евра паркинг место. Збориме ако се гради зграда или на постоечките направени згради. Има голема разлика, за тоа прашувам. Че збориме подземни гаражи на веќе постоечки локации. Ако е тоа за вас утопија, ние ветуваме јавно и те како дека тоа ќе го реализираме. Не може во 21 век ние да збориме дека изградба на подземна или катна гаража е утопија. Катна гаража не реков, за подземна гаража поготово таму кај Руди Чаевас, таму што е најгуст. Реплика? Доврзан за ова. За подземна можеби не. И зашто да плаќаат? Тие што се залагаме ние да направиме монтажни гаражи или гаражи, тие си да треба да бидат бесплатни за жителите на аеродром, како што е во некои други општини. Има место за монтажни гаражи, тие не се многу скапи, кои може да се направат за помали пари, и тие истите треба да бидат бесплатни за сите жители на аеродром, кои се жители на аеродром. Има место каде се направат и треба да се направат. Ние во програмата и монтажните тој што не поминал подолг период, бидејќи немал некоја особена причина зашто би одел во аеродром, ако тоа не е на кошаркарски надпревар, сега малку претерувам се разбирано да го покажам тој контраст. Веројатно и нема да веруваат дека Мичурин не постои од некаквите слики, што тоа било некогаш Мичурин. Кога зборуваме за интензивна урбанизација и промена на тоа урбано јадро, последниот попис покажува дека од бројот на домакинствата, стамбените единици се 30% повеќе од домакинствата во аеродром. Тоа покажува некаква горна кота во некаков процес кој веројатно не требал да биде дозволив. Велат дека други немаат баш многу причина да го посетат аеродром, освен собствениците на градежните фирми, кои секогаш знаат дека да се подстанари во општината, ќе ги пронедат вистинските луѓе, ќе ги пронедат вистинските маркички во дупот и тој постојано расте во нови колективни згради за живење. Помеѓу овие приказни, вториот круг што сакам да го отпишам доколку нема никаква реплика на овој деп. Реплика само на кон Маријан. Би сакал да посочи за да биде јасно за гледачите на кои локации точно би правеле подземни гаражи. Би сакал да му кажам дека и тој согласно лична карта живее во Лисичи, не знам дали знае или не знае дали го поминува или не го поминува. Мостот помеѓу Горно и Долно Лисиче, меѓутоа тоа е мост кој што е тендериран, случаен договор и наскоро ќе почне со изведба. Ја подолг период живеев во Стар аеродром, а сега живеам кај последна петка. Таму сум. Чисто така. Во однос на подземните гаражи, во Мичурин и Стар аеродром ми имаме пекирано две локации. Тоа е дворот на училиштето Блаже Коневски и паркот Карши Еквилибриум. Значи тие ќе бидат локации каде што ќе направиме подземни гаражи. Ако само тоа те интересира, да, таму. Добро. Можеме да одиме на следниот круг, кој што сакам да го надоврзам на описот кој што го отпочнав, без да видам дека имате последна реплика кон Маријан. Овие размени, идеи, блискост на општинските власти повеќе до градежните инвеститори отколку до паметно, постепено растење на една општина со контрола ве доведува во бројките во оваа ситуација. Прашањето е
зошто постои интерес за нови стамбени единици? Ако го погледнем, веројатно тоа ќе треба и да биде одговорот што да правиме и од што ќе земаме пари за комунали. Ако ги погледнете податоците, тој не е нималку хумана, нималку здрава околина за живење и растење. Тој не ги почитува ниту елементарните услови за опис. Отворете наутро и проветрете. Кој ќе погледнете апликацијата за чист воздух, вели затвори се и по можност не излегувај од дома. Навечер е потполно истата приказна. Тоа е една општина Твин Пикс која ги живее последиците поради својата конфигурација и индустријата околу другите општини, која ги испорачува најдиректно последиците во оваа општина. Зошто е, овој круг го почнуваме со ден, зошто според вас таа за млади е се уште привлечна како избор да стигнете до првиот свој стан или живеалиште? Лазаревски. А мене ме прашувате? Да, од вас го почнуваме овој круг. овој круг. Да, го почнувате. Пред се почнаме со мене, па за тоа. Дај би можел да му препушам тоа на колегата мој Дејан Митевски да го почне, што они го беа на власт, го изгради аеродром и го направија многу тешко место за живење. Не, многу тешко за живење го направи. Еве јас за пример, како што завршен јас основно училиште во Блаже Коневски. Времето кога ние учевме беа 3 паралелки. Се во моментов, ако не се лажам, беа за 8 или 9 паралелки запишани, до 10 стигаш. Прева сам да го почне он тоа, што они го изгради аеродром, кога додека беа на власт, они дадат толку дозволи за градба, па сега може да објасни он поубаво. Тоа доколку му поставите прашање или реплика. Повелете. Зашто аеродром секогаш била населба каде што сакале да се населуваат младите? Затоа што ја памтиме каква била населбата аеродром. Со широки пољани и тревници, со пешачки зони, значи средена чиста. Тоа ги намамувало сите и од провинција луѓе да дојдат да се населат во нашата општина. Блиска и брза комуникација со општина Центар, со блиска комуникација со излез од Скопје. За жал сега не е така. Сега не е така. Кога јас зборам цело време дека ние тука само ветуваме, а народот гледа и се чуди, кога ние збориме утопија, цело време го зборам, тој збори нема да го оставам. Народот во аеродром, младите, јас почто сум во аеродром 44 години, јас знам како се живее во аеродром, како сме се дружеле во аеродром. Сега децата ми учат во аеродром. Јас сега кога ги носам децата на школа, па тоа прво јавно да ни каже ведејначалникот школите во аеродром колку е долгот на школите. Никој не го знае воопште на аеродром колку е долгот на школите. Во општина аеродром да не беше унгарскиот кредит, немаше се закува ни една шајка. Да не беше. Значи сега почна да се движат кога земавме кредитот. Така, со кредит можеме сите да правиме све. Буквално. Нели? Значи кредитот ни докажува дека ние немаме идеја што да направиме со општина аеродром. Така да, причината зашто младите земаат станови во аеродром е буквално затоа што општината била некогаш во кондиција тоа да го спреми. Михаловски. Кога што кажам од пријатноник, дека 44 години е во општина аеродром, јас сум 45 години во општина аеродром. Воопшто не ми се допаѓа напаѓање на дебативе, но е тоа нивна работа. Да видиме, да го ставиме проблемот да го решаваат институциите. Кој што направил, како направил. Ние мораме, за тоа што е направено, да одиме напред, со тоа што мој предлог ќе биде, значи секоја педа бетонирана, што не се користи за ништо, да се направи тревњак. Би организирал акција од типот на што организираше Борис Трајанов, нашиот голем уметник, за засадување на дрвја во аеродром. Би сакал да го гледам аеродром со илјадници дрвја наоколу, зеленило, како што кажав, максимално да се искористи, со тоа што ќе направиме ќе помогнеме во расчистување на воздухот и едно хумано место за живење. За жал, ние сме обколени со илјадници фирми кои секојдневно не трујат.
А главните кои што тоа го прават всушност не се наоѓаат на територијата на општина Аеродром, но последиците не може да ги Што би можеле ние да направиме ако не соработуваме со институциите надвор од општина Аеродром, со споредните општини, со градот Скопје. Значи ние како единки ништо не би можеле да направиме. Димитриев. Би продолжил понатака уште една секунда. Немате вашето време заврши. Зашто се гради во аеродром? Затоа што градоначалнициве, претходниве, па дури и сегашниот земаат провизии и станови од новите згради. А сега кога е намалена градбата на станови, еве како наоѓаат нов начин на земање провизија. Овде ова е развојниот буџет на општина Аеродром, предлог буџетот за 25-та, каде што се предвидени 7 проекти за кои што се добиени пари од унгарскиот кредит. Овие цени кои што се овде, со цените доделени од унгарскиот кредит овде, се разликуваат сите, Оливера, за 25%. Значи, ја не знам како може буквално сите проекти зголемени за 25%. Во однос на загадувањето, кој што го спомнавте, ќе кажам, во некој емисија Дејан кажува, добро е што народот искача и збори за чиста општина и за загадување. Тоа е нивниот мајцет. Ја овде ќе ти кажам, затоа што до таму не донесовте, збориме за чистење и за загадување. И да, ние ќе го решиме проблемот прво со чистењево, тоа ќе биде со реорганизација на јавното комунално предпријатие, ќе инвестираме пари во самото јавно комунално предпријатие, ќе купиме нова механизација и нови вработувања. Потоа, формирање на тимови за секоја населба посебно, кои што ќе бидат одговорни за чистење секојдневно. Само така ќе се изчистиме општината. Во однос на загадувањето, ние мора за да го решиме проблемот со загадувањето да ја адресираме одговорноста. Покренување на кривични пријави за сите одговорни лица во однос на Вардариште и Усие. Тоа се одговорни лица во Газибава, град Скопје, Министерство за животна средина, Инспекторатот за животна средина и општината Кисела вода. Само така ќе може да ги смениме работите. Ова претпоставувам се реферира Димитриев на пријавата која беше за НН сторител и ја разбирам поентата. Да, Дејан кажува да непознат сторител. И како треба да ги адресираме? Ова е круг од минута и 30 во кој вие треба да го искористите. Повторувајте ги прашањата, зашто ако не се лажам, вашето прашање беше зашто аеродром е привлечен за младите, а очигледно колегата заборови кој беше прашањата, па си имаше други поенти, ги слушнав сите претходно кои што толку го кажува тој унгарски кредит. Тој унгарски кредит се наши пари. Тоа е поддршка од владата за општините. Претходно владата даваше да ги раздолжува оние кои што беа задолжени општини, а сега за прв пат дава за реализација на проекти. И да, тие проекти ќе ги реализираме со поддршка на владата, затоа и сме ги ставиле во програма, затоа гарантираме дека ќе ги реализираме. Зошто аеродром е најубава, односно зошто аеродром е привлечна? Зашто 25% се повисоки цените, Дејан? Тоа е прашањето. Зошто аеродром е најпривлечна? Зошто аеродром е најпривлечна општина за младите, зашто е најубава? И повторно ќе кажам, зашто тоа е спалната соба на Скопје. И таква и треба да остане. Во аеродром луѓето живеат. Таму растат деца. Во аеродром има најубави услови. Може не се расправме. Мојот опис е всушност изненадување и чудење зошто тој би бил префериран. Зашто е најубаво? А ви објаснив дека прозорец не може да отворите најмалку 4 месеци. Тоа е проблемот со загадувањето кои што ни доаѓа од другите општини, кои што за жал мора да се менаџира, односно да се средува. Загадувањето има повеќе причини, односно фактори за загадување. Токму затоа имаме и наведено проекти во нашата програма на кои што ќе работиме за да го намалиме загадувањето. И да, аеродром ќе остане повторно најатрактивна општина за сите млади да го најдат својот дом тука. Тука во аеродром. Кој има реплика? Реплика ќе кажам, еве, зашто не ни одговори Дејан, зашто се покачени 25% истите проекти? Споредува колку е сумата за која аплицирано и колку е содржината или сумата представена во буџетот за оваа година. Согласно јавните набавки кои што се спроведени, сумите кои што се аплицирани и се одобрени од страна на владата, на јавни набавки сумите се намалени со електронска аукција. Јас претпоставувам дека колегата не знае да го чита ниту буџетот, ниту ребалансот на буџетот, ниту развојните програми, иако е економист, меѓутоа морам да констатирам со жалење дека повторно изнесува лажни податоци и не ја говори вистината. Може контрареплика? Да. Значи, кога не ви одговара тоа што стои во ваквото, најлесно е да обвините, не знае некој да чита нешто. Еве го развојно. Еве го предлог буџетот кој што е гласан од советниците. Еве го ова со информација од јавен карактер.
побаравме да ни ги дадат сите проекти кои што се одобрени. Овие цени овде, изгледа вие сте заборавиле, се сите покачени за 25% во однос на проектите. А не е тоа дека некој не знае да чита. Во буџетот се повисоки? Или во апликациите? Во предлог буџетот се планирани одредени цени. Пример, реконструкција на Анастас Митрев е планирана во предлог буџетот 17 милиони денари. Тој е 285.000 евра, доделени средства од унгарскиот кредит се 355.000 евра. И така е за сите. Скверот позади Капитол. Значи, они го планирале за 592.000 евра, одобрени средства 740.000 евра. Вие имате 30 секунди. Имам право да одговорам. Да, благодарам. Да не звучи навредливо дека не знаете да ги читате, проектите се буџетираат и се тендерираат согласно изработен проект. Одобрените средства, средствата за кои што ние сме аплицирали, се објавени од страна на владата во службен весник. И верувам дека оваквото, не знам на што се однесуваше оваквото, дека може да прочита колегата и да ги види точните суми за кои што сме аплицирале, за кои што сме добиле средства, кои што сме ги тендерирале и на крај цените кои што се постигнати на јавните набавки. Цените како што сакате. Апсолутно неточно и повторно лажи. Трајановски, кон кого? Само прашање едно. Колкави се долговите на основните школи во општина Ајродром? Дали некој ќе ни ја каже точната бројка? Затоа што на барање на нашата советничка група, одговорот што го добивме беше редовно се сервисираат долговите на школите. Од сите школи добивме ист одговор. А долговите, знаеме дека децата, сега и родителите, зашто бев искритикуван пред некој ден, дека родителите сами набавуваат средства за хигиена, средства за хартија, за тоалет папир. Затоа сакам, тоа ме интересира. Зашто мора више граѓаните да знаат све. Да бидеме транспарентни еднаш во животот. Кон кого е прашањето? Кон граѓаначалникот нормално. Витески, да. Да, благодарам на прашањето. Општината редовно ги сервисира сите долгови кои што ги имаат основните училишта. И многу често на седници на совет одобруваме дополнителни блок дотации. Од причина што во време на една претходна министерка за образование, дотациите на општина Ајродром беа намалени за основните училишта. Како општина редовно додаваме средства за подмирување на долговите кои што ги имаат основните училишта и основните училишта не должат, туку редовно ги сервисираме врските. Завршете, пак е мораме да реклама. Само дали имаме бројка, некој или немаме? Како? Пошто ова е пак околу... Мислам дека... Немаме. Променлива категорија, да. Пауза за реклами. Да. Овој блок после рекламите за темата која што ја загатнавме, целиот поврзана е секогаш скоро со се, но можеби ова е општината која на најтрагичен начин ја опишува во последиците кои секојдневно ги конзумира. Последната епизода со Вардариште го подигна алармот. Градските собирања најчесто беа во Ајродром, бидејќи таму беше можеби најнеподносливо да се издржи тоа. Вардариште не е на ниеден начин во ингеренција на општината, но тоа што таму се случува, веројатно ќе бара брза акција која ќе значи дека општината не сме да живее под таква загроза како што во овој момент е Вардариште. Приказната со Линданот, со Охрид е многу милионска приказна, споро се движи, но ова се чини станува акутниот проблем. Трановски, почнуваме од вас. Дали е залудно да се даваат парите, инвертори, како да се спасиме, како да се ослободиме некој друг, како да се ослободиме од сообраќајот, а во суштина имате една потенцијална, постојано темпирана бомба каква што е Вардариште? Значи, факт е дека Вардариште е темпирана бомба и факт е дека најзагрозени од Вардариште се граѓаните на општина Ајродром, меѓу другото го изразија тој во револт. Прво беа обвинети дека се партиски, а после испадна дека не се партиски, дека се 99% непартиски членови, значи луѓе од општината. Како ја огледам проблемот со Вардариште? Вардариште примарно, барањата беа да се за Вардариште ни треба студии се правеле, па не е мрднато од нигде. Примарно да се огради Вардариште, беше првото барање видео надзор да не може некој таму да пали, да се расалат тие луѓе таму, да им се најде простор, да не бидат во затоа што таму излегува цело загадување и тоа го чувствуваат аеродромци. Зашто зборам? Тука, веќе, покрај тие субвенции за клима, инвертор клими, за такви апарати. Второ, подигање на свеста, пак ќе кажам, велосипеди, тоа све загрозува. Ние знаеме дека во зимските услови имаме зголеми ПМ честички, не е тоа само од Вардариште.
Тоа е затоа што се користат голем број на автомобили, водолни волишче се греат со секаков материјал, така да морам да признам дека тука во тој дел ако разговараме, да, еднаш за секогаш мора да има одговорност. Ние, значи имате вие кривична одговорност и за непостапување и за постапување, така? И доколку не постапите ќе имате кривична одговорност. Мора да биде адресирана кривична одговорност до име и презиме кој е крив за тоа што ни се случува во Вардариште. Зашто не е до сега ништо направено во Вардариште и зашто воопшто не мрднавме со прст од кога ни се случија сите протести во општина Аеродром. Зашто мора протест да ни се случи да мрднеме негде да се собереме. Тоа е моето. Михалевски, од општина кон која тргнало ширењето по земјотресот, тогаш не општина, со еден друг тип на архитектонско решение, паралелно со неа по земјотресот тргнала и ова тажна приказна со Вардариште, вознемируваат пожарите кои директно носат чувство на токсичен воздух и опасност, но дали ќе има чувари, дали ќе има редарски служби, не помага за тоа што всушност Вардариште низ подземните води е всушност најопасната темпирана бомба за тој регион, колку што е и Линданот, кој што не е во вашата општина, но подземните води го прават своето и тоа е таа токсична подлога на која еден модерен град или општина сака да порасне. Што во вашиот ригорозен концепт би било односот кон овие прашања? Значи, јас бев и кога протестираа граѓаните, тоа исто се пресликува, дали е воопште на Аеродром, се пресликува и на другата страна од општината. Значи, не функционира мостот. Блокада, така? Што би превземале ние како општина со буџет, како што спомнавте, од 15 милиони евра? Значи, ние може само да сугерираме на институциите да си ја вршат својата работа. Ние како општина, што можеме најмногу да направиме околу воздухот, е да ги замениме шпоретите на дрва со инвертер клими. Значи, да ги замениме другиот начин на затоплување со инвертер клими. Со тоа што стварно би го направиле тоа во поголема акција и би вовеле исто комунален инспектор. Каде што од време на време ќе се врши проверка дали некој оджак чури. Значи, не можеме ние во исто време и да се бориме со тоа, и да субвенционираме, и да не се постапува по субвенциите. Во поглед на, што рековте, другите загадувачи околу. Значи, стварно, ќе инсистираме секојдневно до сите служби што стојат на располагање, дали ќе биде со надзори или не знам, со што да се вршат стварно својата работа. Кој има реплика? Не сме завршиле. Да. Во однос на загадувањето, мора тука да кажеме дека и самата нечистотија во општината влијае на загадувањето. А за тоа е директно одговорна општинската власт која што не прави ништо, туку испумпува пари на приватни фирми кои што не се не појавуваат да чистат. Во однос на инвертер клими може да биде као некоја привремена мерка, но не го решава систематски тој проблем. Ние дури имавме амандман за субвенционирање на инвертер клими, владеачката партија во општината го одби. Значи, буквално не прифаќаат ништо. За сега да кажуваат дека они све ќе направат. А во однос на загадувањето, сакам да порачам посебно на луѓето кои што таму протестираат. Ке поднесеме прво кривични пријави, како што кажав, за одговорните лица во општините Газибаба, Град Скопје, Министерство за животна средина, Инспекторатот за животна средина и општината Кисела вода. Доколку не се постапува по тие кривични пријави, јас како иден градоначалник со вас ќе излеземе на протест, ќе ја блокираме целата општина. Знам дека е тоа непопуларна мерка, но нема да дозволам како градоначалник жителите на Аеродром повеќе да се трујат со канцер. Буквално ние дишиме канцер. Ќе ја блокираме општината, нема да има ниту влез, ниту излез. Мора случаите со Вардариште и Кисела вода Сусје да бидат решени. Измените во некакви законски одредби даваа шанса дека всушност овој тип на интервенции за кој што зборува Димитриев по прашањето на загадувањето можат директно да одат во јасни кривични пријави и за тоа консеквентно да се одговара, но на крајот е прилично тешко. Како од ден N точно да знаете да лоцирате, да правите и влегувате во тој чудесен лавиринт кој всушност е одговорен. Вашите минути 30, Митиски. Благодарам. Ништо не ги спречува никого и во моментов сега да поднесат кривични
кривични пријави против секого некој што сметаат дека треба да поднесат кривични пријави. Претпоставам дека тоа го знаат, така што зошто да не сега, туку утре. Во однос на тоа што прави општината? Општината за прв пат минатата година во однос на депонирање на отпадот извади лиценца за транспорт на отпад, формираше јавно комунално предпријатие кое што само во оваа година во депонијата Дрисла има депонирано повеќе од 600 метри кубни отпад, односно 600 тони отпад, извинете, и повеќе од 2000 метри кубни пресметано во волумен. Тоа е нешто што општината го прави, тоа е нешто што ги чини граѓаните на општина Аеродром, кои што плаќаат во комунална хигиена, која што за жал не се тоа е бајпас поради ситуацијата во која. Во однос на Вардариште, веќе се преземаат конкретни мерки и од 2 септември наому Вардариште нема палење. Поставени видеонадзор, блокирани се сите пристапи до Вардариште, поставена е 24 часовна полициска контрола на депонијата. Тоа се интервентни мерки. Во програмата за град Скопје нудиме решение кое ќе значи одгасување на депонијата, соодветен третман на ѓубрето и нанесување на нова земја и конечно тоа да стане парк. Депонија која што била легална до 1996 година, нелегална тогаш, нааму да ја ставиме во минатото. Дополнително предвидуваме проект за топлификација на Лисиче, кој што морам да кажам ќе го реализираме со поддршка на владата и тоа е единственото трајно решение каде што ќе им овозможиме на граѓаните топли домови, поевтини сметки и почиста животна средина. Имаме уште Лазаревски во овој круг, па потоа реплики. Да, значи сите тука што зборуваа за субвенционирање на инвертер клеми и се така, јас се реков, од нашите проекти стои субвенционирање за апарати за прочистување на воздух. Секој дом кој е во околината најблиску до Вардариште, секој дом треба да има апарат за прочистување на воздухот. А за тоа запалење што зборувате вие дека не се пали повеќе. Тоа требаше, како што рекол исто и претходен Александар, тоа беше наш предлог исто така да се загради тоа све, да затвори, да нема палење, да нема ништо, да не дојде до тоа. Зашто ние сите заедно беме дел од тој штрајкот кој беше против загадувањето на ваго, затоа ние рековме дека треба да се дадат субвенции од општина за тие апарати за прочистување на воздух на сите домови. И стоиме позади тоа. Сега ќе тргнеме со кругот реплики и контрареплики. Се обидувам во глава да ја послажам вашата приказна. Прво ве прашав зошто доаѓаат кога знаат дека тоа не е загадената општина. Велите да, најпривлечната е. Сега добиваме одговори. Субвенции за она, субвенции за ова, субвенции за воздух. Како да не поставувате однос дека граѓаните со сопствениот избор прават, меѓу другото, и ризик. Тоа што ќе сакам во овој круг, меѓу другото, да ве прашаме, невозможно е дека општината не е ригорозна во однос на условите, кога купувате, под кои услови и со што смеете да се греете, а на тоа имате право ако некој решава да избере дека таму ќе купува своја стамбена единица. Реплики, Александар, кон кого? Кон ведега началникот. Пак ја спомнам утопија. Топлификација. Пуштање парно до Лисиче. Да, знаеме дека водовите се до објектот на АНБ и до школа до петете, таму до последна петка. Од таму натаму нема никаква инсталација, нема пуштено ништо. Да, ке се, ама пазете. Зашто се лажат граѓаните на Лисиче? Зашто не им се каже дека сега кој ќе треба да инвестира сама во собствена подстаница, во внатрешна инсталација, во нови грени тела, а тие луѓе веќе се греат на ќумбиња на све. Значи, зашто широката слика не се покаже еднаш? Зашто ќе кажеме ќе пуштиме парно ќе се греат нема сите? Не е така. Тоа е утопија. Ево, ова е утопија. Кажете им на луѓето колку ќе ги кошта, колку пари ќе потрошат, колку ќе треба да инвестираат затоа што до секоја куќа ќе треба да се пушти инсталација. Митевски, за вас беше. Да, благодарам. Утопија, пошто нема реализирано никаков проект и секој еден проект во иднина им представува утопија. Утопија им беше некогаш и канализација во Лисиче која што загадуваше најмногу со отпадни води, па се направи. Така што ова е апсолутно реален и изводлив проект. Ние ако тоа чини, не значи дека не треба да го правиме. Ако тоа значи подобро здравје, подобра животна средина, подобра околина, ние апсолутно треба да се насочиме кон реализација на ваков проект. Ја не зборам дека не треба да се прави. Све треба да се направи во интерес на граѓаните. Ама да им се каже, колку тоа ќе кошта и колку ќе кошта нив. Затоа што имате на улици, увинено сигнализација да поставите на улица во Лисиче. Имате улици каде што немаат знакови за кој има предимство на минување, што се жалат секојдневно граѓаните таму.
уште се носат од десна страна предност. Ја ние збориме за топлификација? Когенеративна централа и Не можеме Димитриев, да збориме за кому? контеја. Не може да збориме за топлификација. Уличка од 500 метри ја асфалтирате повеќе од 4 месеци. Значи до толку сте неспособни мала уличка да не ја направите. А во однос на топлификацијата. Која улица? Кажавте дека Милан Зечар. И останатите. Во однос на топлификацијата кажавте дека има некоја физибилити студија. Ја не можев да ја најдам таа физибилити студија. Дали знаете барем колку пари ќе кошта овој проект? Витески. Да, завршивте? Да. Да, благодарам. Значи, физибилити студијата е во завршна фаза, изработена е. Не може да се објави поради тоа што во моментот сме во избори. Владата на Република Македонија го спроведе овој проект кој што ќе се реализира преку јавно-приватно партнерство, проект кој што има примарна цел за производство на електрична... Која е таа влада на Република Македонија? Нашата влада на Република Македонија. Проект кој што ќе има затоа што сте по службено својство, ако ништо друго на градоначелник, сте должни точно да ги цитирате институциите. Како кандидат за градоначелник сум и повторам владата на Република Македонија. Се надам ќе имам уште 10 секунди да довршам. За проект кој што предвиди изградба на гасна когенеративна централа, чија примарна цел е производство на електрична енергија, каде што како нус производ, поради процесот на производство на електрична енергија, се појавува топла вода. Топла вода која што и текако може да биде дистрибуирана до домовите за загревање во зимскиот период. Само ќе кажам дека ниту имаат проект за ова, ниту има студија, како што не верувам дека имате проекти за мултифункционалниот културен центар. Затоа што, ако се поотидеме на тој центар, тој ви е спротивно закон донесен проект. Така да, само ова се празни витувања, кои што верувајте, на лист хартија нема ништо од ова. Може да ги подарам на колегата? Сега ќе морам реплика за ова. Не може. Не може, вие се спојувате. Кажавте, повелете, да. Сега тоа е изборот на што ќе се фокусирате. Не можете, не. За да не ни се случи Кочани 2, ова е спротивно закон. Добро. Значи, буквално спротивно закон. Супер имате слика. Искористите друга ситуација. Јас морам да ги почитувам правилата дека ги потрошите вашите секунди. Планира мултифункционален центар да изградат на -1. Според Дирекција за заштита и спасување, според правилникот, не е дозволено изградба на мултикултурен центар на -1, туку само на приземје и Кат-1. Значи, буквално, ако некој го дозволил проектот, еве го овде... Маријан, ви дозволив само, како се вели, да излезете од вашите 30 секунди. Океј. Добро. Ќе останеме ли коректни дека сега нема да користите одговор реплика? Тоа е тоа. Имаме буквално уште 2 минути по 30 секунди. Еве, искористете ги за што сакате. Тргнуваме од Владимир, тоа се вашите обраќања до гласачите. Па вака ја во склоп на дебатава да искористам да го цитирам нашиот познат македонски поет Раде Силјан, кој вика вака: Барете илјач, барете лек за народот од страв што боледува, за болката наша ни на овој свет, ни на овој век нема илјач. Сакам да кажам за сите гледачи на Телма и граѓани на Аеродром, дека пред се ќе се залагам клубот МЗТ да биде 100% покриен од општина Аеродром, за пензионерите и за најмладите и за училиштата дека ќе бидат полни со книги и библиотеките ќе цветаат. Фала многу. Димитриев. Сакам да се надоврзам до мултифункционалниот центар, кој што го имаат само на лист хартија. Според правилникот на Дирекција за заштита и спасување, сега ќе цитирам и членови. Член 31 вика: киносалите со капацитет повеќе од 201 гледачи не се проектираат и изведуваат во подземни катови. А тоа вие го правите. Член 33, салите од став 1 овој член со капацитет поголем од 200 се проектираат на приземје или првиот кат. Идеме понатаму. Член 44, лифтовите кои што вие кажавте дека имате лифт, не се предвидуваат како средство за евакуација. Значи, буквално, ако овој проект има поминато, е поминато на незаконски начин преку Дирекцијата за заштита и спасување. Исто што ни се случи со Пулск, односно со Кочани. Значи, ве молам. Форматот на 30 секунди е ваше обраќање до граѓаните, изберете дали ќе одговарате или ќе... Благодарам на граѓаните, им нудиме програма која што е реална, која што е пишувавме заедно со нив. Програма која што ги има уфатена сите населени места, од Долно Лисиче до
Мичурин. Програма каде што секој ден ќе се пронајде, секоја една улица има еден проект кој што значи подобро утре за граѓаните. Верувам дека тоа ќе биде главната одлука на овие односно локални избори. Да, по сите стандарди направи мултифункционален. Лазаревски. Јас само сакам да кажам како поранешен професионален кошаркар, значи научив дека успехот не е да како со зборови, туку нека треба со работа, со дисциплина и со тимски игра. Така. Исто сакам да кажам дека не треба да дојдат избори за да почне да се реновираат улици, да се прават улици, да се прават школи, да се прават градинки. Тоа треба да се работи во текот на целиот мандат. Тие 4 години треба да се направат. Се уште треба многу нови градинки, школа, како што беа ветувани, треба само да работиме сите заедно во соработка со другите општини. Трајановски, завршуваме со ова се вашите 30 секунди. Ја би се обратил директно до аеродромци и би ги повикал да излезат на гласање, масовно, да стават крај на ова 4 годишно спиење на локалната власт. Во мене ќе добијат човек, отворен и искрен за соработка, ќе добијат визија и се надевам дека тоа ќе го препознаат. На 19 октомври сакам сите да излезете и да го казниме оваа неспособна локална власт. Ова беа вашите минути за представувањето на Телма телевизија на кандидатите за градоначалници на општина Аеродром. Важно во вашето одлучување ќе биде како граѓаните ќе одлучат, како ќе го избалансираат советот, дали тој ќе може да живее во некаква кохабитација или тоа ќе биде, како се вели, една голема победа само на еден, што не е баш здраво ако нема добра против тежа. Тоа ќе го видиме и ќе биде одлука на граѓаните во недела. Ви благодарам што бевте мои гости. Благодарам. Почитувани, благодарам што не следевте. Ова е последното представување на Телма телевизија пред првиот круг на изборите во недела. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.